Фудбалерите на Брегалница се на зимски одмор по тешката неизвестна есен, која резултираше со крајно лош пласман. Сега е период на анализи и секако готење план и програма како да се истрча пролетниот дел на прволигашката сезона, чија крајна цел ќе биде обезбедување на прволигашкиот статус и успешна завршица во надпреварите од Македонскиот куп, која носи излез во европските купови. Раководството на клубот гаи искрени надежи и понуди конкретни решенија и веќе на радарот на клубот се појавуваат нови квалитетни фудбалски имиња. Фудбалскиот клуб Брегалница ги демантира сите пишани деновиве шпекулации во врска со фудбалскиот клуб Брегалница, кои што беа нанесени во некои од порталите. Фудбалскиот клуб Брегалница прво, заклучно со месец ноември се исплатени сите плати на фудбалерите и сите придомици се платени на фудбалерите. Второ, фудбалскиот клуб Брегалница има стручен шеф на стручен штаб, односно тренер, тоа е Здравко Цветановски, ќе остане до крајот на сезоната, затоа што иако се наоѓа на последното место, веќе се консолидиравме и во последните 5 утакмици немавме пораз. Што се однесува за тоа дека заминуваат играчи од фудбалскиот клуб Брегалница не е точно. Во фудбалскиот клуб Брегалница доаѓаат играчи. И тоа во фудбалскиот клуб Брегалница ќе дојде Томи Костадинов од Бугарија шпиц, кој моментално игра голгетер и има постигнато некаде 12 гола од 11 надпревари. Ќе дојде Дарко Стојанов, дете на фудбалскиот клуб Брегалница, кој игра во одбрана, ќе помогне во овие тешки моменти. Ќе дојде Никола Тонев, кој исто така игра одбрана, ќе помогне во овие тешки моменти на фудбалскиот клуб Брегалница. Од странци ќе добиеме засилување Единилсон Бергоние, ќе дојде од Бразил, треба да пристигне во месец јануари. Игра средина, има играно во ЦСКА Софија, има играно во други и во Пирин, во Дрита во Албанија, има играно во други балкански клубови. Ќе дојде страшно засилување, ќе биде за нас и ќе ни помогне. Ќе дојде Евгений Александров, голман, кој моментално брани во Дунав, кој се наоѓа на 4-то место во Бугарија. Овие се 99% сигурни играчи кои сме во преговори, треба веќе се пред договор, а додека преговараме со Бобан Марич и Ристен Умов за можно враќање на нив во фудбалскиот клуб Брегалница. Имајќи го првид дека се тоа го направивме доста стручно во консултации со нашиот шеф на стручен штаб, со нашиот капитен, со нашите помошници кои што ни помагаат, спортски работници, се надеваме дека купот ни е неизбежен, играње во финален купот ни е неизбежно, а обстанокот веќе е загарантиран со доаѓањето на овие играчи и со средување на финансиската состојба на фудбалскиот клуб Брегалница. Новите играчи, бугарскиот шпиц Томи Костадиновски, штоперите Дарко Стојанов и Никола Тонев, играчот од средниот ред бразилецот Единилсон Бергоние, како и бугарскиот голман Евгений Александров, заедно со останатите играчи на Брегалница ќе се појават на првата прозивка закажана по новогодишните празници. Мислам дека 8 јануари ќе биде првата прозивка на фудбалерите, а потоа веднаш ќе заминат на припреми. Ние сакаме фудбалерите да ги пратиме на припреми во Турција. Во Турција да отидат, да се пробаат со некои европски клубови да договориме утакмици. Колку ќе успееме во тоа ќе видиме, инаку припремите овде во Македонија се неизбежни во Охрид. По завршената есенска сезона, екипата на Брегалница ја напуштија следниви играчи: Томица Петров, Борија Ристевски, Роберт Карута, Аким Флорин, Ведран Муратовиќ и Диего. Вреди да се спомени дека раководството на Брегалница веќе изврши пререгистрација на сите играчи, што е стандардна процедура во рамките на Фудбалската федерација на Македонија, а се работи за севкупно над 200 играчи од сите категории.